Почитуван господине Сергеј Кручинин, собственик, Crownfield Foundry, почитуван Дариус Дзјуба, извршен директор на Crownfield Foundry, почитуван заменик председател на владата, господин Ангјушев, почитувана министерке Зорица Апостолска, почитуван градоначалник Драган Анастасов, почитуван пратеник Емил Димитриев, почитувани советници од Советот, почитувани дами и господа, почитувани сограѓани од Пробиштип. Убаво е чувството кога сме заедно и власта и опозицијата денеска овде, да прославиме една вака убава значајна работа и за нашиот Пробиштип и за Република Северна Македонија. Нешто кое што го започна поранешниот премиер Емил Димитриевски, го заврши оваа влада на задоволство на сите. И убаво е да не гледа народот собран заедно, кога ги прославуваме заедничките успеси на нашата земја. Мене ми представува посебно задоволство што сум дел од овој настан со кој свечено ја отвараме леарницата Crownfield Foundry. Компанија за производство и обработка на од леаноци од сиво и нодуларно железо. Од стартот на работите за комплетирање на елаборатите и за изградба на фабриката до денес се вложени над 17 милиони евра, односно по конечните проценки близу 20 милиони евра. Тоа се средства на инвеститорот, господинот Кручинин, кој во еден голем дел ги вложи во градежни активности, на услуги за инсталирање на опремата и на други услуги, реализирани пред се или доминантно од домашни и локални компании. Тоа возможи повисок приход за локалните компании и на тој начин учествуваше во растот на локалната заедница и на севкупниот раст на овој регион од нашата земја. Она што е посебна карактеристика и особено значајно за оваа инвестиција е што работи за една од за што се работи за една од најсовремените фабрики од овој тип во Европа. Во прилог на тоа говори фактот што компанијата ја ангажираше Gemco Cast Metal Technology од Холандија, светски лидер специјализиран за проектирање и инженеринг на нови капацитети за производство и обработка на производи од железо. Исто фактот што се користи технологија и машини на ДИСА од Данска и на АБП од Германија, реномирани компании во оваа дејност, и што се користи филтрацијски систем за заштита на работната средина од мултинационалната компанија Доналдсон со седиште во Соединетите Американски држави. Уште еден факт е посебно значаен. Crownfield Foundry е компанија за производство и обработка на од леаноци од сиво и нодуларно железо, кој употребува исклучително само електрична енергија. Во процесот на работа строго е забрането употреба на сировини кои содржат штетни материи, за да може да се испорача производ кој ги задоволува сите стандарди за квалитет, безбедност и заштита на животната средина. Врвен приоритет на Crownfield Foundry е здравието, безбедноста и благосостојбата на своите вработени и сите жители на општина Пробиштип и комплетната околина. Во таа насока се преземени сите мерки според европските стандарди за безбедност по здравието и животот на вработените. Секако, достојно внимание треба да се одаде и на намерата на собственикот и на менеджерскиот тим на компанијата да се вложат дополнителни средства за експанзија на компанијата во нови капацитети и производи конкурентни на светскиот пазар. Колку што сум информиран, се работи за намера за нови дополнителни 15 милиони евра. Тоа сето заедно ќе го зголеми бројот на нови работни места во фабриката и представува огромен придонес за оваа наша општина, но и за целиот овој наш регион. Од сегашните 58 вработени, како што беше кажано, планирано е вкупниот број да достигне до 300. Тоа е сериозна шанса за граѓаните, за младите од општината, кои со овие перспективи на Crownfield Foundry добиваат реални можности да се школуваат, да се остручуваат и да се вработуваат дома, во своите родни места. Уште една голема причина за тоа е просечната плата во Crownfield Foundry, која денеска е повисока од просечната плата на државно ниво, со намера и потенцијал за уште поголем раст. Почитувани, Пробиштип и индустријската зона Неокази
стануваат пример за позитивните резултати од поддршка на домашните и иностранските инвестиции на владата на Република Северна Македонија. Пред известно време во оваа општина бевме дел од настанот на која поздравивме одлуката на компанијата ТАП МАК да ги прошири своите потенцијали со нова инвестиција и нов капацитет. Таа компанија, заедно со Cranfield Foundry, се пример за сите идни инвеститори. Како може на најдобар начин да се користат на вистина придобивките од програмата на владата за поддршка на инвестициите, со сите флексибилни механизми, но и со човечките потенцијали кои што беа посветени на централно и на локално ниво, заедно за денеска да го доживееме овој настан. На вистина, заедно со овие две компании станува збор за компании со брзо растички потенцијал, со странски капитал во нашата земја. Нашите економски политики продолжуваат да даваат резултат и мора да даваат резултат. Израз на тие резултати се порастот на бруто домашниот производ од 3,6% и намалувањето на невработеноста во третиот квартал во 2019 година на рекордно ниво од 17,1%. Растот на бруто домашниот производ е поттикнат од растот на бруто инвестициите, кои што бележат раст од 14,9%, како и раст на севкупното индустриско производство од околу 5,5% во досегашните месеци од оваа 2019 година. Рекордно нискиот процент од 17,1% на невработеноста е остварен со новоотворените 5263 работни места само во последниот третиот квартал во оваа година или кумулативно досега во последните 2,5 години во Северна Македонија осворени се околу 60.000 нови работни места или поточно 59.600 конкретни нови работни места. Почитувани граѓани, продолжуваме со имплементацијата на успешните економски политики и поддршка на компаниите, затоа што само на тој начин ќе обезбедиме и нови работни места, и пристојни плати, и подобар живот за нашите граѓани. Секако и побрз и одржлив раст на економијата во земјата. Дозволете уште еднаш да упатам срдечни честитки за свеченото отварање на Cranfield Foundry. Тоа е значаен партнер на општината и на граѓаните од овој регион и компанија која што секогаш може да смета на политиките за поддршка и на нивните идни инвестиции. Нека е со среќа, посакувам успех, профит, задоволство од работата и на газдите и на вработените, секако и на заедницата овде во Пробиштин. Благодарам.